Добар ден. Електрификацијата зема се поголем замав. Иако сите производители се сложуваат дека не е иднината во моделите кои се помнат од стандардна мрежа, сепак се едногласни дека иднината е во возилата со нулта емисија на штетни гасови. Ова можеби остава простор за водородот како погонско гориво, но за тоа потоа. Хибридите и електричните автомобили сега се главниот тренд на развиените пазари, па и кај нас. Ова издание ќе ви ги приближиме плановите на Seat, Opel, Honda, Subaru, Jaguar, а ја возевме Toyota Corolla хибрид. Започната со Corsa и Grandland X Hybrid 4, големата офанзива за електрификација на Opel продолжува. Марката до крајот на новата година ќе има 8 вакви возила во сите важни пазарни сегменти. Први ќе дојдат електричните верзии на Vivaro и наследникот на Mokka X. Ќе следат Combo и Combo Life кои ќе пристигнат заедно со електричната верзија на Zafira. Електричното портфолио на Opel ќе ја вклучува и следната генерација на Astra. Зацртани како клучен столб за развој на компанијата, овие активности ќе добијат дополнителен интензитет со планот до 2024 година сите возила да бидат електрифицирани. Според извршниот директор Михаел Локшелер, тие ќе ја стават компанијата од Русселскајм во одлична позиција за да ги исполни амбициозните цели за емисиите. Тој потврди дека се истражува и погонот со горивни келии, но детали за тоа сепак не обелодени. По повод 70 годишнината од основањето на компанијата што го носи неговото име, великанот на италијанскиот автомобилизам Карло Абарт доби улица. Изборот не беше случаен. Почитувајќи го неговото дело, градските власти на Торино одлучија да му се одолжат со тоа што улицата во која сега се наоѓа дирекцијата на марката во иднина ќе се вика Карло Абарт. Иако роден во Австрија, тој скоро целиот свој животен век го помина во Италија на најдобар можен начин промовирајќи автомобилската култура од тоа време. Главната тема му беа малите модели на Fiat, чиј вистински потенцијал само тој знаеше да го препознае и истакне со гениални технички доработки. Но не се воздржуваше ниту да креира и своји преработки со силно нагласен персоналитет. Затоа и со право е доста ценет дури и сега, 40 години после неговата смрт. Честа што му ја даде градот Торино во цело се вклопува со наследството што тој го подари на автомобилскиот свет во Европа. Денеска Абарт како марка постои благодарение на напорите на ентузијастите во Fiat да ги зачуваат вредностите што тој ги засади. Смалувањето на јагленородниот отисок врз атмосферата е императив на секој производител, но некои тоа го прават на неконвенционален начин. Наместо да побрзаат со електрификацијата на постоечката гама, тие уфрлуваат нетипични производи кои се на струја. Така, Seat по лансирањето на електричниот тротинет сега промовира и електричен скутер, чии перформанси ќе придонесат на еколошката норма на секупните производи од Martorello. Следејќи ги трендовите во урбаната мобилност, Seat реши да воведе измени во својот бизнис модел и креираше посебно оделение за тоа. Неговата работа ќе биде развој на урбани возила од сите големини, па така после електричниот тротинет беше представен и исто таков скутер. Направен е во соработка со шпанската компанија Silence и ќе има автономија од 115 км. Електричниот скутер на Seat ќе се појави на пазарот идната година во две варијанти со 10 и 15 конски сили. Еднормниот вртежен момент од дури 240 Нм му дава скоро тркачки перформанси, забрзување до 50 км на час за 3,8 секунди и максимална брзина од 100 км на час. Електромоторот е сместен на задното тркало, што под седиштето остава доволно простор за две кациги. Батеријата лесно се вади за да се наполни дома, а од Seat наведуваат дека трошоците за струја нема да надминат 0,7 евра на 100 км.
Истовремено е представена и новата генерација на електричниот тротинет, кој сега има автономија од 65 км и два независни системи за сопирање. Од него досега се продадени повеќе од 10.000 примероци. Како наредна задача на оделението за урбана мобилност на СЕАТ се наметнува лансирањето на електричниот 4-цикл Минимо, кој беше прикажан пролетва. Тоа е предвидено за крајот на 2021 или почетокот на 2022 година, но овој проект се уште чека на зелено светло. Според зборовите на одговорните, покрај батериите една од причините е и пронаоѓањето доволно трајна екопластика за него, со која вистински ќе го изрази својот карактер. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1.2 PureTech мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Срамежливо, но сепак започна со хибридна технологија. Со лансирањето на новиот Форестер, Субару ги откри своите планови за иднината. Тие не се поклопуваат со оние на аналитичарите, бидејќи не се користи како што се очекуваше технологијата на Toyota, под чија закрила е оваа марка, но тоа можеби се планира за идните модели. Со лансирањето на новиот Форестер, Субару го обележа почетокот на својот пат кон електрификацијата. Но, место посекуваната технологија од Toyota, тој е понуден само со благо хибридно засилување. Уникатно, како што може да се очекува од оваа марка, бидејќи комбинира боксер мотор. Тој е веќе познатиот дволитарски агрегат, овој пат со приспособена крива на вртежен момент и максимални 150 конски сили. Електромоторот е мал, од 12 киловати, и е сместен во куќиштето на вариоматскиот менувач. Погонот на сите тркала е задржан и, за разлика од другите конкуренти, во последно време тој е механички. Според јапонските инженери, ваквата хибридна комбинација штеди до 11% гориво. Обезбедува и помирна работа и покомфорно возење, а во плюс се и перформансите. Во споредба со претходната генерација, новиот Форестер има внатрешност со првокласни материјали и изработка. Интересна новост е системот за препознавање на лицето на возачот. Благодарејќи на него, возилото знае кого да поздрави и според него да ги прилагоди седиштата и се друго во себе.
цената никогаш не била силна страна на моделите на оваа марка, па ни Форестер не е исклучок, барем во Европа, каде ќе чини околу 40.000 евра. За споредба, основната верзија на овој модел во Соединетите Американски држави се продава за $25.000. Затоа и таму годишно повеќе од 170.000 примероци наоѓаат своји купувачи, а на стариот континент е 2 и нешто над 10.000. Појавувањето на Honda CR-V хибрид помина незабележано во Европа, но не и преку Атлантикот. Таму свежо лансираниот модел веднаш ја освои титулата Зелен кросовер на годината. Причината не е што ова е прво хибридно издание на популарниот модел, туку неговиот уникатен начин на комбинирање на бензинскиот и електромоторот кои работат независно еден од друг. Имено при ниски брзини, како и кај другите хибриди, Honda CR-V се движи со помош на електромоторот. Кога ќе има потреба, од повеќе сила се вклучува моторот со внатрешно согорување, но тој само произведува струја и воопшто не ги задвижува тркалата. Тоа се случува дури при автопатски брзини со активирање на посебна спојка со која се остварува директна механичка врска меѓу бензинецот и тркалата. Благодарејќи на ваквото решение, Honda CR-V хибрид воопшто нема никаков менувач. Како резултат се добива за 50% подобра економичност според американските норми. Колку овој технички концепт ќе заживее и дали купувачите ќе го прифатат, останува да видиме во годините што следат. Јагуар се сврте силно кон кросоверите и електриката, но не се откажа од спортските модели. Иако се продаваше во едва и 10.000 примероци годишно, го негуваше F-Type од самото негово појавување. Со мали измени, бидејќи мора да признаеме дека големи не му ни треба. Сепак, после 7 години на пазарот дојде време за негово потемелно освежување. Од компанијата го нарекуваат нов, но всушност е јасно дека се работи за темелен фейслифтинг. Предниот дел е поостар и изведен во стил на новите модели на марката со поагресивни тенки светла и поголема маска. Препознатливоста е задржана, посебно назад каде на прв поглед не му се забележуваат разликите. Исто би било и со силуетата, да не се малку поспуштениот нос и понабабрените крила. Слична е приказната и во внатрешноста, каде возачот ќе го пречека познатиот интериер со нови дигитални инструменти и голем екран на централната конзола. За него Јагуар вели дека е плод на новата функционалност, бидејќи сите ажурирања на инфозабавниот систем ќе се вршат преку интернет без посета на сервис. Под хаубата се среќава одомакинетата механика која стартува со 2-литарскиот турбомотор со 300 коњи. Иако доволен за забрзување до 100 за 5,7 секунди, повеќе сепак ќе привлекува 5-литарскиот V8 со 450 коњи. Поврзан со 8-степен автоматски менувач, тој ќе може да се добие и со опционален погон на сите тркала. За оние што бараат ултимативни перформанси, во понудата остана R верзијата со 575 коњски сили. Таа забрзува до споменатите 100 км на час за 3,7 секунди и постигнува максимални 300 км на час. На остатокот од светот, но не и во Европа, F-Type ќе биде понуден и со 3-литарски V6 со 380 коњи. Кога ќе стартуваат испораките не се знае, но цената е позната – 54.000 фунти. Акура направи интересен експеримент спојувајќи ги технологиите од минатото и сегашноста. Како основа го зедоа својот прв теренец моделот SLX, лансиран во 1995 година. Тој всушност беше ребрендирана верзија на Isuzu Trooper, кој кај нас во Европа некое време се пласираше како Opel Monterey. Од низа причини продажбата му беше катастрофално ниска, заради што отиде во пензија без наследник. Во луксузната филијала на Honda смета
сметаа дека тоа е неправедно, што се обидоа да го докажат и со овој нивен проект. Тие во оригиналната каросерија на моделот ги вградија најновите технологии од својата сегашна понуда. Започнаа со 3,2 литарски V6 мотор од 177 коњски сили, кој го заменија со двојно посилен дволитарски турбо. Место менувачот со 4 степени вградија исто така автоматски, но 10 степен. Погонот на сите тркала го доверија на супериорната SHAVD технологија со векторирање на вртежниот момент и независно ослонета задна оска. Дизајнерските измени се минимални како однадвор, така и однатре, со што според нив се задржани шармот и челичниот карактер на моделот. Нови се современата боја, 17-инчните тркала и се теренските пневматици, како и кожните седишта и додадените апликации од дрво во внатрешноста. Со постигнатиот резултат тие се сосема задоволни, велејќи дека на овој начин носталгично, ново најдобро светло го покажуваат своето 3-децениско наследство. Во време кога неговата гама доживува препород, Peugeot потсети дека моделот 304 наполни 50 години. Исто како што се случува и сега, тој со своето појавување најави една нова ера за францускиот производител, во која тој раскрсти со старите технологии и премина на современи решенија. Му претходеше појавувањето на 204, за чиј наследник тогаш се сметаше. Затоа и имаше многу заеднички решенија со него и ништо слично со една година порано представениот 504. Попречно поставениот мотор и погонот на предните тркала му обезбеди добра визија за иднината, која тој ја заокружи со произведени 1.200.000 примероци. Најмногу од лимузинската изведба која важеше за модерен семеен автомобил. Имаше мотор со алуминиумски блок од 1,3 литри, со брегаста оска во глава и максимални 65 коњски сили. Тие беа преднесувани преку 4-степен менувач со рачка на столбот на управувачот. За кабриолети купе верзиите, кои ден денес се вистинска посластица за колекционерите, беше наменет посилен 73 коњски мотор со двоен карбуратор. Дизелот со едва 45 коњи беше привлечен само за купувачите на караванската и доставната верзија. Модерната механичка основа ја заокружуваа независното ослонување и дисковите на предната оска со регулатор на силата на сопирање. Развиваше скоро 150 км/час, а прифатливата цена предизвика во еден момент да зафати фантастични 15% пазарно учество во Франција. Животот го заврши во 1980-та, 3 години по лансирањето на неговиот наследник, моделот 305. Ова што го гледате не е вселенски брод. Тоа е најновиот часовник на компанијата Корум, која во 2013-та ја креираше линијата Адмирал. Овој прекрасен примерок е круна на колекцијата во која главен збор има механиката. Затоа и швајцарците решија целосно да ја откријат, не криејќи го ниту нејзиното последно шрафче. Изработката е од титаниум, а замислата е и покрај навидум кревкиот дизајн да биде робусен часовник отпорен на сите физички предизвици. Атлетското чувство е нагласено со заобленото на кјошињата куќиште, како и со гуменото ремче. Луксузот се истакнува со употребата на розево злато, кое има и заштитна улога од надворешните агресивни агенси. Цената му изнесува нешто помалку од 30.000 швајцарски франци. Денеска на тест ја имаме Toyota Corolla во седан изданија. Во досегашните генерации Toyota важеше дека не е баш омилена меѓу младите луѓе, но последниот дериват на Corolla го покажува токму спротивното. Затоа денеска го поканивме доктор Дејан Филиповиќ да биде со нас на тестот на моделот Corolla седан. Воедно, доктор Филиповиќ, добар ден. Вие сте млад човек и се одлучивте да купите Corolla. Но, вие имате Corolla-та во хеджбек издание.
Зошто токму во хеджбек издание? Бидејќи се гледа дека разликата помеѓу возилата е дизајнерска. Апсолутно. Тоа можам јас да го потврдам како нов корисник на Toyota, веќе неколку месеци, како презадоволен корисник, морам да нагласам. Доскоро, да, во право сте во најавата, како што кажавте, важеше дека Toyota е возило old man's car или возило за повозрасни, меѓутоа, со новата Corolla, со новиот модел на Corolla и хеджбек и седан, по мене, по мој личен вкус, мислам дека Toyota се надминала не само во дизајнот, меѓутоа буквално во сите можни перформанси за кои ќе да говориме подоцна. Corolla има две изведби, хеджбек и седан. Хеджбекот делува доста агресивно, додека седанот делува по-семејно. Но, далеко од тоа дека нема елементи на динамичности во дизајнот на седанот. Денеска ќе го возиме седанот, кој всушност е подолг поради задниот дел, а има и поголем багажен простор, но внатрешноста е идентична како и кај хеджбекот. Зошто хеджбека не седан? Поради практичност или? И поради практичност. Морам да кажам дека пред да ја купам хеджбек верзијата, јас ги возев и двете возила. Да. Комплетна иста внатрешноста, комплетно ист просторот, меѓутоа багажникот на хеджбек верзијата е малку помал. Јас немам жена, немам деца, мене последно на листата на Се уште не сте стигнали до врските, така? Добро. Така да тоа ми беше нешто последно на кое што гледав кога бирав возило. Може да видиме од позади дека сепак кај хеджбек верзијата, за разлика од седанот кој што исто ово ми се допаѓа, како што рековте и вие, има некој таков полут, поспортски, помладешки изглед и некако тоа и ме освои. Исто така технологијата е идентична во двете возила, па да продолжиме со нашиот разговор во седан верзијата, која мене малце повеќе ми се допаѓа поради практичноста и моите потреби од автомобил. Она што ми се допаѓа кога се стартува Королата, па и секој хибрид е звукот на тишината. Апсолутно. Дали имаше проблем да се навикнеш? Па искрено да. На почетокот ми беше стварно многу тивко, некако очекував, рачунајќи ја новата Corolla хеджбек како некој спортски модел, малце некоја ми фалеше тој звук, тој мотор да го чујам, ама сега кој што изминува времето, веќе неколку месеци ја користам колата, ме одушевува тој звук на тишина. На тишината, да. А што се однесува до конективните технологии, дали има некои забелешки околу нив? Јас сум презадоволен. Пак е нагласам, значи Bluetooth конекција со телефонот одлично функционира. Види што пришол. Значи ова е кај нас. Ова е цел булевар и тоа лежерно си поминува. Стандардна приказна. Да. Извините, прекинав. Нема проблем. Bluetooth конекцијата со телефонот одлично функционира. Да. Искрено нестрпливо очекувам да стигне и Car Autoplay за Toyota по Македонија. Како што знаеме, очекуваме секој момент да биде. Па нема да биде секој момент, бидејќи се работи за авторски права, која треба производителот да ги плати, но ја мислам дека во следните месец-два ќе биде. Ќе биде. Јас сум задоволен од 1,8 литрениот бензински мотор, кој во комбинација со електромоторот дава одредена економичност, а со тоа и екологија. Јас ја возев Королата некои си 300-400 км и извадив просек од 6,9 литри. Ти нешто подолго ја возиш својата Корола, но со ист мотор? Да, зависно. Кој е твоето искуство со потрошувачката? Околу зависно е све, Мишко, како ќе ја возите колата. Значи, каква вожња, да речам, љубите? Типот на возите? Да. Вие сте малце по-спортски шофер од мене, јас сум сепак по-лајт верзија. Меѓутоа зависи, да речеме кога возите во град, кога има премногу гужва, тргни застани, тогаш хибридот е одличен. За овие наши скопски гужви, ја мислам дека е перфектна опција. Да, затоа што ја ресетирав потрошувачката пред да почнеме со снимање, е да видиме колку тоа стои.
Сега, нагоре. Нагоре? 5,8 литри. 5,8 литри. Потрошувачка на отворено е баш тука околу 6, па зависи од 5,5 до 6,5 литри на 100 километри, зависно Со темпо 130, со така? темпо, па можда и малце повеќе на тоа. Скопје како град е неблагодарен за градско возење, поради X причини. Квалитет на улици, сообраќајна култура на учесниците во сообраќајот, но и пешаците. Па тоа беше ако не една од главните причини што се одлучи сепак за Toyota. Колку и ние да сакаме надворешност, технологија, не знам, дизајн и слично, безбедноста е на прво место. Да, се слагам. Мислам дека, еве, поискусен сте вие ќе ми кажете, мислам дека безбедностите системи што ги поседува новата Toyota Corolla се во моментов, ако не и на врво. И другите ги имаат тие технологии, но Toyota е еден од ретките производители кои овозможува серијски да ги имате сите тие... Токму така. И уште во серијскиот модел ги има сите оние нивоа на безбедности системи. А што не ти се допаѓа во Corolla? Уф, не би знаел да кажам. Се мислам. Ајде сега. Се мислам. Многу ја фалевме, ама ајде да се соочиме со нешто што... Со маните. Па, нема ништо совршено. Мене лично не ми се допаѓа звукот на ЦВТ менувачот. Посебно на ридски делници е извонредно бучен. Тоа е некој недостаток, но гледам дека кај скоро сите јапонски производители ги вградуваат тие ЦВТ менувачи. Тука повеќе се разбирате вие околу менувачот, ја можам да кажам еве малце полаички чисто еве како корисник на пластиката. Меѓутоа кај мене е ова некоја кожа, веројатно е некоја поголемо ниво на опрема. Вие го имате побогатото. Меѓутоа еве можам да кажам, прво ми беше тешко да се навикнам на дигиталната шал табла. Да. Сега па некако ја засакав. Веројатно од секојдневно користење сега ми е омилена. Сега не можам да замислам онаква аналогна, да. Од друга страна немате кај да ставите клучеви, кај да ставите визит карта, новчаник и нешто слично. Фали една преграда плюс. Тоа можам да речам као мана. Друго, сега не знам, може би за понатаму. Кога ја возев на ридска делница, почувствував дека е малце помеко подпирањето. Не е дека тоа е небезбедно, но сепак е помеко и наклонувањата се повидливи. Јас пред Toyotата имав италијанско возило, Алфа Ромео. Научен сум на некоја поспортска и суспензија и кочење и слично. Меѓутоа, мене конкретно ми се допаѓа, еве, како юзер, како корисник, имам добро искуство. Морам да напоменам помекото подпирање. Мене тоа ми се свиѓа. И опцијата, например, кога возам ноќе на автопат, за автоматските светла. Да. Извонредна ствар. Доктор Филиповиќ, гледам дека имате претензии мојата работа да ја земете, а ја вашата не можам. Сепак е го оставам тоа на професионалците, само се трудам да бидам поблизу. Јас ви благодарам на учеството во Автомагазин и ви посакувам уште многу безбедни и безгрижни километри со вашата Corolla. Морам да кажам дека ми беше задоволство и предизвик да гостувам оваква една емисија. Јас сум презадоволен. Одлична забава овие неколку часа и се надевам дека во скора прилика сепак ќе имам чест повторно да гостувам во вашата емисија. Доколку имате време, добре дојден сте секогаш. Секогаш. Благодарам на поканата. Благодарам на учеството, а ние тука ја завршуваме нашата денешна емисија. Се гледаме за 7 дена. Не знам дали ќе имаме вака елоквентен и интересен соговорник, но сепак сигурен сум дека ќе имаме интересни содржини. До гледање.